Дивоградби, неплатени комунали и незаконско користење јавни површини и недонесени урбанистички планови. Ревизорите со неповолна оценка за работењето на општина Охрид. Во делот населените места ревизијата утврдила изградени куќи, викендици и други хотелски комплекси без платен надоместок за уредување на градежното земјиште и без издадени одобренија за градба, како и 23 угостителски објекти кои користат јавни површини без одобрение и без платена комунална такса. Меѓу забелешките за ревизорите проблематично е и тоа што општината се уште не донела урбанистички планови за 20 населени места. Не направила ништо во однос на отстранување на бесправно изградените објекти, особено во заштитените подрачја, а според ревизорскиот извештај поставувањето на урбана опрема било без дозвола и без платени комунални такси. Во постапките за утврдување правен статус на бесправно изградени објекти се прекршуваат законски рокови, а наплатата на надоместите не се следи. Дел од издадените решенија имаат само една извршена уплата, иако наплатата треба да биде во 12 еднакви рати. Советот има донесено 1748 одлуки за изработка на урбанистичка документација за вклопување на дивоградбите, но 5 години по нивното донесување нема постапување. За објектите кои не можат да добијат урбанистичка согласност има издадено 4847 решенија за одбивање, но не се преземени мерки за нивно отстранување, иако градежните инспектори издале 456 правосилни акти за нелегални градби. Со ова се прекршува планот за заштита на културно наследство, особено во заштитените подрачја, како Националниот парк Галичица. Меѓу другото, ревизорите пишуваат и дека општината не ги евидентира побарувањата за надомест за јавна чистота, иако ЈП Охридски комуналец со години не ги уплаќа овие средства. За 2024 година предпријатието има обврска од над 22 милиони денари, а општината има поднесено тужби за периодот 2021-2023 во висина од над 53 милиони денари. Слична состојба е утврдена и кај комуналната такса за паркирање ЈП Билјанини извори. Со години не ја уплаќа таксата, а обврската изнесува над 3 милиони денари. Без одлука од Советот е извршен отпис на побарување од 534.000 денари и дополнителни над 4 милиони денари предплатни салда без соодветна документација. Од општината пак за ТВ24 вела дека веднаш се преземени активности за постапување по дадените препораки преку утврдување на конкретни мерки и задолжувања на надлежните институции и одговорните лица. Инаку овие забелешки доаѓаат на само неколку дена пред адресирање на извештајот до УНЕСКО од страна на властите на локално и централно ниво за сработеното во текот на минатата година по однос на дадените препораки за заштита на светското природно и културно наследство.